Ако може вентилацијава да ја исклучат кратко, за да може да се чуеме. Владко, извини, не е вентилација, грејење. Да се спремаме за кампања во февруари, март и април, зашто време е да победуваме. Почитуван председателе на ВМРО ДПМН, наш кандидат за премиер и иден премиер на Република Македонија Христијан Мицковски. Почитуван генерален секретаре, уште од времето на УМС Велес, почитуван Николовски, со кој што се знаеме 20 години, почитуван Мисајловски, гордоста на Ѓорче Петров. Драги браќа и сестри, мотивиран сум како никогаш до сега. Изминативе 7 дена, мислам дека го постигнав рекордот на обиколка на Македонија. Посетив во 7 дена точно 70 општински комитети со 70 состаноци и покривме 75 општински комитети. Секаде ќе победиме. Мотивиран сум, затоа што джигерот ме боли, додека гледам што Зоран Заев и прави на Република Македонија. Мотивиран сум, затоа што само така ќе победиме. Не со еден настан дневно, туку со 15 настани дневно, низ цела Македонија, на терен, и со лајкови, и со 2 кила кал на кондурите. Зашто ако ги барам вашите гласови, треба да појдам на лице место во вашите општини и во вашите општински комитети. Затоа што не можеме да бараме ангажман од вас, ако самите ние не сме мотивирани да појдеме секаде. Драги браќа и сестри, на почетокот би сакал да кажам 2 важни работи за нашата партија, за оваа конвенција, за нашата сакана партија, ВМРО ДПМН. Прво, апсолутно, како и секогаш во изминативе 25 години, со цело срце ќе го поддржам секој кандидат кој што оваа конвенција ќе го избере. Од понеделник тргнуваме заедно, обединети, сплотени, сложни. Ние сме ВМРО. И нема место кај што заедно нема да појдеме. Втора работа, браќа и сестри, апсолутно кандидатот за премиер на ВМРО ДПМН на идните избори, кога и да дојдат, е нашиот лидер Христијан Мицковски. Партијата е обединета, сплотена и сложна. Да нема дилеми околу тоа. Затоа што мислам дека треба да му се помогне на председателот на ВМРО ДПМН, кој што во тешки околности ја води ВМРО ДПМН и се бори за Македонија. Ке му помагаме, ке бидеме со него и во добро и во лошо. Така било, така и ќе биде. Сакам да ви кажам во делот на она што најмногу не боли и тишти во овие денови, недели и месеци. Пред некоја недела дадов изјава и говор во врска со името, а тоа е следново. Тоа е јаманет.
кога ќе дојде време да ги вадат таблите, а веќе ги вадат таблите кај што пишува Република Македонија. Ако треба, нека ни ги дадат нам, ќе ги чуваме и по подруми и по тавани. Ќе дојде време кога повторно ќе ни требаат. Тоа е нашиот аманет. Република Македонија. Мојата програма ќе биде истата онаа програма која што сме ја гласале на конгреси, на централни комитети, пред граѓаните, верификувана, затоа што и самиот сум се вложил себе си во пишување на она што е наша програма, во она што е наша идеологија и наш континуитет. Во врска со најважниот проблем кој што го спомна председателот Мицкоски за председателските избори, ризикот од полнење на кутии. Ќе ви кажам две работи. Прво, лично сум бил 10 пати наблюдувач на кутии на разни избирачки места. Повторно ќе го направиме тоа, ќе го покриеме теренот. И уште една друга работа. На оние кои што мислат да полнат кутии, ќе им биде порачано од многу сериозни места да не помислат на тоа. Да не помислат на тоа, ќе им биде порачано со прст во воздухот, затоа што ризикуваат големи проблеми и црни листи. Нема да им биде дозволено полнење на кутии. И ние не сме беззадути. Нека го знаат тоа. Нека го знаат тоа. И на терен, и во Македонија, и надвор од неа. Нека не помислуваат на полнење на кутии од власта. Почитувани присутни, како председател на Република Македонија се обврзувам да отидам и да појдам на најважните места каде што се креира светската политика и да се борам за Македонија со целото свое срце. Не како Зоран Заев и Никола Димитров, каде што се е на продажба и се е на распродажба, туку од македонски позиции. Во првите 3 месеци, како председател на Република Македонија, ќе појдам во Белата куќа, ќе остварам средба со председателот на САД, ќе појдам во Европскиот парламент, во Европската комисија, во Брисел, во Лондон, во Берлин, секаде ќе ја кажам вистината за Македонија. Македонија мора да има пријатели. Почитувани присутни, јас сум кандидат и на ВМРО-ското срце, но исто така и на бројките, на резултатите на анкетите, на сите 5 изборни циклуси, кога сум учествувал како носител на листа заедно со вас, со активистите, со членството, со граѓаните, со народот, сме ги имале најубедливите победи. Дајте ми можност и ви верувам и ви ветувам, ќе го победиме СДСМ и тоа многу убедливо. Гласајте за победник што знае што се избори. Не може да се победи на 27 години Никола Поповски, како што го победи в 2006 од опозиција, и Тито Петковски со 14-6, заедно со вас во третата изборна единица на 29 години, ако не се има стратегија како да се допре до неопределените. Знам како да се добре до неопределените, знам како да ги мотивирам луѓето со личен пример и тоа заедно ќе го направиме. Браќа и сестри, неколку пораки. Гласајте за човек кој што го знаете. Гласајте за човек кој што вас лично ве познава. Човек што го знаете со години и со децении. Кај мене ќе имате прием во рок од 1 ден и заедно ќе се бориме за Македонија. Делегати од УМС, гласајте за некој кој што бил
кој што бил во УМС, кој што ја знае кратенката што значи УМС. Гласајте за кандидат што има и Facebook, и Instagram, и Twitter. А СДСМ ќе го победиме и со лајкови, и со теренска иницијатива. Од срце да скандирате на митинзите. Делегати од Унијата на жени, ви најавувам и ви кажувам, наредниве 60 дена ќе имаме 50 трибини. Јас ги сакам моите баби, јас сакам мојата мајка, јас сакам мојата сопруга, ги сакам моите две керки. И ќе ве направам горди, заедно ќе чекориме како сите овие години. Драги членови од Унијата на ветерани, некој од нас израснавме во нашата сакана партија, а некој од вас остареа, иако не сте стари, во оваа наша идеја и приказна што трае 125 години. Ме познавате и ве познавам. И во ниту еден момент немој да се сомневате што се нашите идеи и што е нашата водилка, а тоа е Македонија. Драги подсекретари, бидете подготвени за кампања како никогаш досега со 15 настани дневно. Ќе ја преораме Македонија. Почитувани пратеници, да имате сојузник, човек, колега, кај кој што ќе имате секој ден отворена врата. Почитувани поранешни и сегашни градоначалници, се познаваме, сум доаѓал кај вас, ќе проложам да доаѓам. Ке немате дерман од одење на терен, ке доаѓам на сите ваши слави и настани, ке бидам во секоја од 85 општини низ цела Македонија во текот на целата година. Почитувани членови на извршен комитет, драги браќа и сестри, јас сум вашиот колега, сопартиец и брат. Дајте ми ја довербата и ајде заедно да победиме. Знам како да победувам. Не се кандидирам само за председател на Република Македонија. Наредниве 100 дена ќе бидам како кандидат за градоначалник на 85 општини. 20 пати ќе дојдам во секоја општина. Ќе имаме кампања како никогаш досега. Браќа и сестри, има уште 100 работи кои што сакам да ви ги кажам. Но ако во некои работи не сум убедил за 25 години, попусти се и 2 часа разговор. Уште многу работи ќе си кажеме. Браќа и сестри, ова се моите најважни 4 часа од мојот живот. Ова е најважниот говор во мојот живот. И ве молам, немојте да ме извисите. А ако ми ја дадете довербата, јас никогаш нема да ве изневерам. Никогаш нема да ве изневерам. Да го знаете тоа и сега и во иднина. Ајде да се спремиме за кампања која што ќе почне уште од вечер, ако сакате и 3 местни комитети, ако сакате и 4, ако сакате и 5. Ајде да почнеме кампања која што ќе почне утре сабајле од 8. Прво ќе појдеме на литургија во Плаошник, ќе запалиме свеќа. Ако треба и на 3 литургии ќе појдеме. Да, во петок ќе појдеме и на џума. И од утре 15 населени места, цела Струшка и Охридска околија заедно ќе ја поминеме. Додека да дојде конвенцијата на СДСМ, ние веќе ќе имаме 300 посетени места. Ние ќе бидеме 300 метра пред нив и нема да може да не стигнат. Од утре, од 8 сабајле до 11 навечер. Без див и без одмор.
Затоа што само така се победува. Не да изгубиме со што помала разлика, да победиме. И за крај, дајте ми можност да го истрчаме она што треба да го истрчаме до 21 април и некаде во 9:30 навечер. Верувајте ми, половина час ке набројуваме каде сме победиле. Ке излеземе на телевизија, ке излеземе на плоштадите, ке се скандира и ке го направиме оној психолошки пресврт, ке ја вратиме ВМРО, ДПМН и Македонија на победнички патеки. А утре дента, кога ќе појдете на работа, кога ќе појдете на чаршија, ќе ги погледнете со насмевка оние што ве прогонуваат, оние што ве малтретираат, оние што ја урнисуваат Македонија. Ќе им кажете: добар ден, жива е Македонија и ВМРО ДПМН победува. На 21 април заедно да победиме! Браќа и сестри, се викам Владимир, Ангелко, Сотир, Димо, Стојан, Георги, Ѓорчев. Ви кажав 200 години моја семејна историја. Татко сум на Марта, Никола, Филип и Катерина, сопруг на Сузана, член на ВМРО ДПМН. Од нашата сакана партија. Имам бесконечна доверба во делегатите и членовите на ВМРО ДПМН и се кандидирам за председател на Република Македонија. Да живее Македонија! Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Струга и да победиме заедно! Ви ветувам победа! Да живее Македонија! Пенкалата во раце и на нозе Македонија! Да живее Македонија! Благодарам!